Замрзни, одмрзни, замрзни. Владата во обид да ја заузда инфлацијата цела година игра топло-ладно со граѓаните и фирмите, со носење и укинување на економски мерки кои досега ниту долгорочно ја стабилизираа економијата, ниту го подобрија стандардот за живеачка. Не се направи ни сериозна долгорочна стратегија за секогаш во иднина. Последна најава од власта е продолжување на замрзнатите цени и маржи. Ние веќе цела година, година и пол се обидуваме некако со вакви мерки да направиме некој вид на стабилизирање на инфлацијата, но тие не дават никаков ефект, не дават никаков резултат. Проблемот е во континуитетот на мерките. Главниот извор кој ја подгрева инфлацијата е скапата цена на струјата. Според познавачите, Македонија потврли и тука не се заштитуваат цените на енергенсите. Ако вие треба да земете замрзнување на цените или ако треба да субвенционирате нешто, би требало да фатите таму кај што нас ни доаѓа инфлацијата, односно изворите кај што ние имавме преголема инфлација, а тоа се извозната инфлација, односно доаѓањето на инфлацијата од цената на чинење на енергенсите. Во оваа ситуација ние апсолутно никакви мерки не преземавме како централна власт да ја зуздаме инфлацијата токму во овие енергенси. Првото што го направија, значи државите во Европска унија ја замрзнаа цената на енергенси. Значи тие направија се, значи тоа е стратешко. Поради лошите политики Македонија се најде прва на листата на Евростат со највисок раст на електрична енергија од тури 327%. И поранешната вице-гувернерка на Народна банка Маја Кадиевска-Војневик согласна дека инфлацијата е подгреана токму од скапите енергенси. Податоците за домакинства не се добри. Плаќаме највисока цена на струја за домакинства од сите земји во регионот и имаме највисок раст на цена на домакинства од која е започната енергетскава криза, значи од сите земји во регионот. Пошто нели тие ни се пер. А за податоков за фирмиве јас се запрепастив. И на крај тука ни е прашањето од кај ни дојде инфлација. Па ево тука ни дојде. Инфлацијата во март имаше благ пат, но се уште држи високо ниво од 14,7%. Веројатно во обид барем на хартија да се намали притисокот. Владата одлучи до 31 мај да се замрзнати цените на овошјето и зеленчукот, а лебот, шеќерот, сончогледовото масло за јадење ќе се со замрзната маржа од 5% во трговија на мало и големо до 30 јуни. Истото важи и за маржите на брашното, јајцата и млечните производи.